Sindikatот и невладината организација Гласен текстилец од денес се во конфликт откако не се усогласија за работничките права за боледувања предизвикани од COVID-19. Недоразбирањата се по повеќе основи, а клучните се однесуваат на време, траењето и исплатата. Така, Сојузот на синдикати побара 100% исплата за боледување на сите оние работници кои се заболени или во изолација поради COVID-19. Боледување кое што е од COVID-19, да им се исплати као професионално заболување, како и сите други боледувања кои што се со закон решени колективен договор. Дека од двете невладени организации представниците, од Гласен текстилец и од другава невладина организација се повикале да оди по законот за работодневност и колективен договор. И не знам како владата го поддржала овој нивни предлог. Дозволиле и сугерирале да се даде на работниците кои што се заболени од COVID или се во самоизолација да добиваат по закон за работни односи и колективен договор. И тука беше нашата замерка. Од друга страна, Гласен текстилец е со следниот став. Значи не е точно дека не сме сакале да се исплаќа 100% на сите. Туку се правеше јасна дискриминација со таков еден заклучок, каде работниците од јавната администрација, вработени во државни органи, институции и министерства, се во многу попривилегирана положба за разлика од оние од приватен сектор. Значи, ние само баравме да бидат платени сите подеднакво. Сојузот на синдикати на Македонија со нивните обвинувања не знам докаде планира да стаса. Ова се клевети, навреди од нивна страна, бидејќи не се работело воопшто за тоа дека не сакаме да се исплаќа 100%. Мислам, кој здружение кое што се бори за работнички права и ние кои што 3 години го работиме ово, би биле против тоа да важат поповолни работи за вработените. Со оглед на тоа дека и синдикатот и текстилец за приоритет ги имаат работничките права, од Гласен текстилец повикаа на повторна средба и разговор за надминување на недоразбирањето.